Денеска се одбележува светскиот ден на борба против туберкулозата. Туберкулозата е болест која секоја година зафаќа милиони луѓе. Не ја предизвикува бактерија, а заболувањето може да се спречи и лекува. Ова е веста со која го започнуваме денешното издание на Урбаните вести. Матичните клетки можат да излекуваат повеќе од 75% тешки болести. Како правилно се воспитуваат децата од најмалата возраст? Брзата храна причина за многу болести. Модните стилисти препорачуваат големи чанти и елегантен накид за пролетната сезона. Со помош на матичните клетки засега е можно да се излечат повеќе од 75 тешки до неодамна неизлечливи болести. Меѓу болестите кои се лекуваат со матични клетки се малигните заболувања, пред се леукемијата, пореметувањата на крвта, вродените пореметувања, како и пореметувањата на имунитетот. Научниците утврдиле дека дури 4 генерации од една фамилија може да се лекуваат со матичните клетки на новороденчето. Андријана Димитриевска. Клетките кои при раѓањето на детето се извлекуваат од папучната врвца и кои се чуваат со помош на специјална криометода, наскоро ќе може да спасуваат животи на милиони луѓе ширум светот. Со помош на овие клетки се лекуваат пореметувањата на крвта, метаболизмот, имунитетот и многу други. Со помош на матичните клетки засега е можно да се излечат повеќе од 80 болести кои се тешки и неодамна неизлечиви болести. Меѓу болестите кои се лекуваат со матични клетки се малигните заболувања, пред се леукемијата, пореметувањата на крвта, вродените пореметувања, како и пореметувањата на имунитетот. Докторите препорачуваат чување на матични клетки доколку во фамилијата е присутна позитивна фамилиарна анамнеза за рак, заболување на крвта или било кои други болести кои се излечиви со матичните клетки, кај парови од различни раси поради неможноста за наоѓање на сроден дарител, како и кај бременост после вештачко оплодување. Научниците утврдиле дека дури 4 генерации од една фамилија може да се лекуваат со матичните клетки на новороденчето. Папучната врвка меѓу мајката и бебето е етички најприфатлив извор на стем клетки. Досега во Македонија папучната врвка се фрлаше и уништуваше како медицински отпад, но со новите регулативи отворена е можноста со одобрение на мајката папучната врвка, односно стем клетките да се донираат или пак да се организира зачувување, односно замрзнување на стем клетките, со што во случај на потреба во понатамошниот живот, бебето ќе има компатибилни стем клетки. Истражувањата на матичните клетки, како и се понапредните сознанија од кои доаѓа современата медицина, постепено ја воведоа клеточната терапија во третманот на многу заболувања. Според информациите што ги добивме од БИМЕК, една од најголемите банки за матични клетки во Македонија, заинтересираноста во земјава постојано расте. Од таму велат: не е исто како пред 5 години кога многу малку се знаеше за оваа услуга. Континуираната соработка со гинеколозите, поддршката од медиумите и нашата заложба за информирање на семејствата постојано го зголемува бројот на семејствата што одлучуваат да ги зачуваат матичните клетки при раѓањето на своето дете. Досега над 1500 македонски семејства го избраа CrossSafe и таа бројка постојано расте. Постојат разни начини и методи за воспитување на децата уште од најмала возраст. Некои се правилни, некои грешни, кои придонесуваат децата да не се воспитуваат на соодветен начин. Педијатрите велат дека многу е важно да се анализира однесувањето на вашето дете и правилно да се однесувате со него и да се разликува дисциплината и казнувањето на детето. Воспитувањето на децата во поширока смисла на зборот може да се дефинира како водење на детето по патот на неговиот раст. Децата кога се раѓаат не знаат што е прифатливо, а што е неприфатливо однесување. Тие учат гледајќи ги родителите и другите околу нив како се однесуваат и како се однесуваат родителите спрема нив и спрема другите. Родителите сакаат нивните деца да бидат грижливи, внимателни и добро воспитани. Идеите како тоа да се постигне се различни и се менуваат со времето. Многу родители денес чувствуваат дека не им е дозволено да ги дисциплинираат нивните деца. На секое дете му треба дисциплина за да се чувствува безбедно и сигурно, додека учи за себе и за светот околу него.
Дисциплината и казнувањето на децата не се иста работа. Казнувањето е насочено кон казнување на неприфатливо однесување, додека пак целта на дисциплината е да им се помогне на децата да ја преземаат одговорноста преку учење на тоа кои се прифатливи начини да одговараат на ситуациите. Како тие растат, учат да бидат се подисциплинирани. Успешната дисциплина зависи од добрите односи помеѓу вас и вашето дете и се гради врз желбата на вашето дете да ве задоволи. Децата учат гледајќи ги родителите. Зборувајте со децата така како што вие сакате да ви зборуваат на вас. Однесувајте се како што би сакале тие да се однесуваат. Едни родители се либерални и попустливи и сметаат дека треба да ги остава децата да прават што сакаат. Овие родители почесто се поставуваат во улога на пријател на детето отколку на родител. Негативните последици од ваквото воспитување се што овие деца честопати ќе имаат проблеми со секој авторитет и недостаток на самоконтрола. Тоа често доведува да имаат помал успех во образованието и помало ниво на среќа. Некои родители поставуваат строги правила за децата, без да ја објаснат причината за нив и очекуваат тие да ги почитуваат безрезервно, без никакви прашања. Последица на таквото воспитување се послушни деца, но со ниско самопочитување и самодоверба, и помало ниво на задоволство и среќа. Постојат и родители кои поставуваат ограничувања за децата, но им објаснуваат зошто се добри тие ограничувања, зошто мораат да се почитуваат и се спремни да одговорат на прашањата на децата во врска со тие правила. Овие родители се повеќе се склони кон простување и давање на поддршка на детето отколку кон физичко казнување. Нивните деца најчесто имаат поголемо ниво на среќа, успех и подобро ги развиваат своите способности. Педијатарот доктор Емануела Сеизовска вели дека многу е важно да го анализирате однесувањето на вашето дете. Кога тоа не се одвествува со она што сметате дека е правилно, тогаш е време да си го поставите прашањето каде грешам. Грешките при воспитувањето не се знак за лош родител. Вистината е дека нема безгрешни родители. Добрите и грижливи родители се познаваат по тоа што учат од своите грешки. Никој не се родил со знаење како да биде родител. Тоа се вештини кои секој родител мора самостојно да ги научи. Скоро сите родители се сложуваат дека родителството е најдобрата и најтешката животна улога. Често се случува родителите поради недостаток на објективност својот пристап на родителство да го идеализираат, сметајќи дека баш тие го пронашле идеалниот воспитен метод. И додека секој пристап може да биде наблюдуван на различни начини, одредени воспитни вредности се универзално присутни и ако ги следиме, сигурно нема да погрешиме. Брзата храна не е причинител само за прекумерна тежина, која сама по себе е штетна за човековото здравје. Како резултат на континуирано конзумирање на масна храна и газирани сокови, преполни со шекери, се појавува диабетес, холестерол, покачен крвен притисок. Елизабета Дамјановска. Брзиот начин на живот и недостатокот на слободно време, кое би го посветиле на подготовка на здрава храна, се само дел од причините поради кои се повеќе луѓе, а пред се млади, се одлучуваат здравиот оброк да го заменат за масен, висококалоричен, најчесто подготвен во сомнителни услови и од непроверен квалитет на состојките во рестораните за брза храна. На многумина им се добро познати штетните влијанија, кои ги предизвикува нездравата исхрана. Како резултат на истата, телото не ги добива потребните хранливи материи, а тоа пак е причина за постепено или нагло слабење на имунитетот. Холестеролот, диабетесот, покачениот крвен притисок се само дел од болестите, кои се појавуваат само затоа што не сте успеале да ја скротите желбата за масна, брза храна. За да биде иронијата уште поголема, многу често можеме да слушнеме изјави од типот «Штетната храна е повкусна од здравата и затоа ја консумираме». Ова сепак е теорија со која лекарите не се согласуваат. Доктор Елида Михајловска тврди дека доколку конзументите на масна храна барем на неколку дена ја заменат со овошна или пак зеленчукова салата, ќе сватат дека и покрај тоа што е добра за организмот, здравата храна е исто така и многу вкусна. Доктор Елида при тоа додава, еден масен оброк содржи доволно калории за задоволување на дневните потреби на човекот, што значи, доколку се одлучите да јадете хамбургер за појадок, тоа значи дека остатокот од денот не треба во организмот да внесувате ништо друго, правило за кое постои мала веројатност дека ќе го почитувате. Тоа не ги мотивира љубителите на масните хамбургери и газирани сокови, кои содржат многу шеќер, да се преориентираат кон здрав начин на живот. Но има решение и за вашата желба за нешто сладко. Доколку почувствувате желба за нешто сладко, одлучете се за природен шеќер, кој го има во овошјето. Најдобар и најекономичен избор е секогаш сезонското овошје, а и медот е исто така одобрен од нутриционистите.
Сезонските зеленчуци и салати, кои ги има на пазарите, се одличен начин да одржите баланс на организмот, а истовремено и да се придржувате до големите великденски пости. Жетта, едноставно изгасните ја со вода наместо со газиран сок. Недостатокот од вода во организмот се манифестира со замор и главоболка, а и особено е видлив на кожата. Водата ја одржува нашата кожа мека, еластична и пред се млада. Ретро стилот повторно се враќа во трендовските аутфити за оваа сезона. Во мода повторно се враќаат големите чанти, ниските подпетици и големите очила искомбинирани со елегантен накид. Модните стилисти препорачуваат впечатливи очила за сонце, марами и ленти за коса во најразлични бои и дизајни. Ивана Митковска. Цветното шаренило со години е инспирација на модните дизајнери за нивните пролетни колекции. Па така и во ревиите од оваа година преовладува едноставноста. Модните стилисти и креатори препорачуваат оваа пролет да се посветиме на елегантниот накид. Големи чанти за дневно издание и мали и елегантни за вечерно излегување, а во гардеробата да преовладуваат пастелните бои. Само неколку сончеви денови се доволни во нас да се разбуди љубовта кон најубавите предвесници на пролетта цвеќињата. Пооттаму инспирација на многу светски познати, но и домашни дизајнери за нивните колекции, во кои преовладуваат мотиви од нежни цвеќиња како срамежлив символ на сезоната пред нас. Ретро стилот повторно се враќа во трендовските аутфити за оваа сезона. Во мода повторно се враќаат големите чанти, ниските подпетици, класичните чевли, големите очила искомбинирани со елегантен накид. Модните стилисти препорачуваат впечатливи очила за сонце и марами и ленти за коса во најразлични бои и дизајни. Секогаш е добро да се избере соодветен материјал за тоа што го носиме да биде пред се функционално, а потоа се разбира и естетски убаво. Тоа што се користи во пролетните и летните модни трендови се повторно базични природни материјали искомбинирани со детали од индустријски произведени текстили. Актуелни оваа сезона се и принтовите, големите форми на квадрати на облеката, обувките и чантите. Колку поголеми, толку поубаво, советува младиот моден дизајнер Алмир Мили. Бои кои доминираат оваа сезона се пред се пастелните нијанси, на резеда, розево, жолто, сино, па се до кармин црвена и неизоставните црна и бела. Светкавите детали кои се вистински хит и оваа пролет се прилично тешки за комбинирање, затоа што бараат префинетост и чистина. Во моментот модниот свет деталите ги сведува до минимум, односно суптилно ги вметнува во гардеробата. Кројот е тоа што доаѓа до израз во овој период. Светкавите детали се идеално решение за вечерните прилики. Ефектни се и привлекуваат внимание. Но и во дневна варијанта изгледаат убаво доколку се добро и ненападно искомбинирани, препорачува креаторот Алмир. Што се однесува до фризурите, модните стилисти велат дека оваа сезона природниот и свежиот изглед е трендовски. Исчешлани прави коси кај жените и зачешлана коса на страна кај мажите. Свежа шминка доведена до минимум, бледи пастелизирани тонови или топли нијанси кои се издвојуваат од аутфитот. Она што задолжително треба да го направите за да бидете модерни оваа пролет. Издодевните зимски парчиња облека и аксесоари да ги замените со нови и разнобојни и да не излегувате од дома без големи и шарени очила за сонце. Еве што ќе гледате понатаму во денешното издание на Урбаните вести. Спорт. Катар може да ја загуби организацијата за светското фудбалско првенство во 2022 година. Актуел, трето полувреме, представен на филмскиот фестивал во Прага. Катар може да ја загуби организацијата на светското фудбалско првенство во 2022 година поради високите температури. Веднаш по рекламите следуваат спортските вести.